почет ке размислам. Зошто си така? Кралица не може да наредуваш. Па нема да наредувам, ако си принцеза и наредувам на А Кирка да не сум. Сестри, две сестри. Две сестри кралици, ама сум поблагната. Ја принцеза сум, кажавме, а оне што е волшебно, нормално и мене спасија не опфаќа оваа новогодишна магија, дека тогаш е дозволено да се ги исполнуваме па дури и ваквите желби. Ама јас секое наредно издание на Голем Одмор велам дека ние возрастните може да црпиме многу инспирации, многу идеи токму од најмалите, затоа што нивните креативни рачиња може да дават идеи како можете дури да се украсите за новата година. Во чие друштво се спаси? Ајде да се представиме, повели. Така, Кристина, ти на што работеш во нашата креативна работилница? Така е, драги мои, мора да ја видите оваа преубава населба која што малку доживеа земјотрес, нели? Така, ако јас ја... Добро, значи, со убави кукички шарени и снежна оваа населба, рековме дека денес ке го повидите. Зошто оваа куќа нека да си го макава? Па заради снегот се разбира кога ќе падне снег и биде несенат како треба. Биде ти на. Така ли? Како може да биде поинаку? Што не ке научам јас денес? Ова е снежна населба, така, направена со многу труд и љубов. Така, ама јас ке кажам дека сум во друштво на Стефан, Јоцо, Теја, па и Ева надолу, таму некаде до тебе кои што седат покрај Кристина, Јана и Лина. Сега, сите сме подготвени, работиме на иста тема, ме интересира момците што прават. Ајде, брака мој Јоцо, да ми откриеш ти зашто беше задолжен и зошто има зелени рачиња. Ајде да ги покажеме рачињата, како изгледат рачиња кога работи. Ето, така изгледа рачиња кога работи. Ајде, Јоцо, кажи ми ти зашто беше задолжен? За кукичките. За кукичките. Како ги изработувавме кукичките? Што требаше да имаме? Требаше непакче да имаме. Така имаме и готова. Што направи јас? Направи Белја? Направи Белја. Па, Ајде, добро. јас кажи, вие имате готови шеми? Макети? Еве. Значи, Јоцо може да биде архитект. Сакаш да бидеш Јоцо архитект? Да. Одлично, еве. И што уште правевме? Ајде да каже Стефан, ти што лепи сега во моментот? Кукичка. Кукичка, каква боја ќе биде кукичката? А тука изработивме ли една веќе кукичка? Елка и кукичка. Елка и кукичка, дали си ги накитивме елките? Да. Конечно некој да каже да. Некој не пријасне. А како не? Знаеш како кажавме правилото 15 декември до 15 јануар? Како не? Епа не. Сега треба да ти искара. Да ми се употреби малце моки, дали на принцеска моки, дали бетменска моки, употреби малце од тие моките твои. Јас само знам да направам шистенско. Ти се подготвува на многу велика во што изгледа. Ево, ајде да кажеме брзо. Сега ја направете на елка. Така, и како ќе накитиме или ова елка или ќе ја бојаписуваме само? Па ќе накитаме. Така, одлично. На конкретна мисијата оваа елка ќе биде накитена, па ќе може да видите како тоа изгледа сега еден аплус најсилен. Знаеш како велат дека преградката и насмивката вече многу работи. Имаме една домашна задача за сите вие кои што сте големите и мали екрани, никогаш не заборавајте од дома да искочите без насмевка, бидејќи сите сме поубави кога се смееме, нели е така? Ајде да видиме кој каква насмевка има или треба да ме скокоткам, не знам како треба, или прв да ви покажам. Ајде, што ќе правиме? Ќе се насмееме ли? И знаеш како велат тие? Некој со запчиња, некој без запчиња, некој така повлечено, важно сакам да видам како се смеете, па ако може и гласно да се насмеете. Тоа е тоа. А знаеш како велат? Ако сакате да видите насмевка од $1.000.000, погледнете се во игра. Ете, тоа е една крива што може да исправи многу работи. А нашата насмевка е веќе подготвена за вас. Насмевка! Е, тука сме така работилница. А зошто немаме григачи си? Имаш да се објавам да